Мислам дека на оваа тема во врска со информацијата треба да пристапиме крајно сериозно. Ние како советничка група на опозицијата побаравме изготвување на таа информација, покренати од алармантната состојба и ситуација на загрижувачки тренд на бројни жртви во сообраќајните незгоди на територијата на град Скопје, а и во контекст на предстојниот нов закон за безбедност на сообраќајот на патиштата со цел да придонесеме, да алармираме состојбата и сериозно секторот за сообраќај и градот во рамки на своите надлежности да пристапи кон решавање на овој горлив проблем. При тоа ќе ми дозволите, со оглед на краткото време од 10 минути во поглед на ваква сериозна тема, ќе се обидам концентрирано да ги истакнам моите забелешки за информацијата и да укажам на некои мои предлози, сугестии и мерки и активности кои треба градот да ги превземе. При тоа ќе потсетам дека на една од претходните седници постави советничко прашање за алармантната состојба со безбедноста на улицата Ѓорче Петров како западна порта на градот Скопје, при што употребив и одредени фотографии со кои само се обидов да илустрирам загрижувачката состојба. Меѓутоа од градоначалникот ми беше суптилно укажано дека не треба да се употребуваат или злоупотребуваат такви фотографии и јас тоа немам намера да го правам. Меѓутоа ние можеме сега да изразиме жалење за бројните жртви, но јас повеќе би се концентрирал на тоа што градот Скопје во рамките на своите ингеренции мора интензивно да го превземе во наредниот период. А најнапред ќе укажам моето длабоко мислење дека оваа информација која нас ни е доставена и изготвена од секторот за сообраќај, по мене, убеден сум во тоа, не е на соодветно високо ниво и не дава соодветен одговор на алармантната состојба кога постои во поглед на безбедноста во сообраќајот. Прво, неприфатливо е за мене да се кажува дека во 2016 година се планирани финансиски средства за изработка на студија за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата, а при тоа се игнорира дека втората национална стратегија на државно ниво е усвоена во 2014 година. Тоа значи дека после година и пол дена или 2 години ние допрва ќе пристапиме кон изработка на таква стратегија. Второ, не се дава во информацијата соодветен одговор зошто се доцни со формирањето Совет за безбедност на сообраќајот на град Скопје. Трето, катастрофалниот тренд на загинати и повредени во сообраќајните незгоди на територијата на Скопје продолжува со зголемување, изискува брзи интензивни мерки кои не дозволуваат општи формулации како што се дадени на страна 2 од информацијата, туку бараат конкретност и решителност во мерките и действијата. Во однос на лоцирањето на така наречените црни точки, опасни места каде најчесто се случуваат сообраќајните незгоди, добро е да се изработи студија за идентификација и санација на опасните места, но премногу споро и бирократски е да се размислува дека оваа студија како активност ќе биде дефинирана дури откако ќе биде изготвена стратегијата за безбедноста на град Скопје. А што се случува со овој период? Што се случува со изминатиот период? Што се случува со периодот кој непосредно ни предстои? Значи, не може да чекаме ние да се изготви некоја стратегија за безбедноста, па потоа ние да пристапиме кон студија за идентификација и санација на опасните места. Напротив, овие мерки и чекори мора да се интензивираат. Во информацијата се зборува за подземните сообраќајници. Меѓутоа мораме да признаеме дека тука градот Скопје има за сега неуспех. Како во поглед на магистралната подземна сообраќајница од Соборен храм до комплекс банки, па така во овој опасен период на бројни жртви ништо не значи или е само некој вид најава дека ќе се изработува студија за подземна сообраќајница од булеварот Гоце Делчев до Македонската радиотелевизија. Во информацијата се зборува за надземен пешачки премин на булеварот Александар Македонски. Меѓутоа и тоа не е доволно да се зборува дека во наредниот краткорочен период, а да не зборуваме долгорочен период, дека е доволно само да зборуваме и да проектираме надземен премин само на овој булевар. Што се случува со другите локации, што се случува со идентификација на црните места и точки и потребата од надземни или подземни пешачки премини на булеварот Партизански одреди и на други булевари и улици кои се во надлежност на градот Скопје. И јас сум убеден дека поголем и поважен приоритет е животот и здравјето на граѓаните на Скопје, отколку во приоритетот да бидат
издвојување на финансиски средства за барок, споменици, лавови, на мостови и така натаму. И кога сме веќе тука кај спомениците и таквите некои објекти кои за секој сум зборувал дека не се приоритет за Скопје, еве ќе споменам само еден детаљ од новиот закон за безбедност на сообраќајот, каде јасно стои дека на јавен пат во заштитниот и воздушниот појас не е дозволено да се подигаат споменици. Па и тука од тој аспект на градот Скопје ќе треба во наредниот период да му се наметнат многу бројни активности, што со оние споменици кои се наоѓаат на кружните текови, на одредени раскрсници, а кои согласно овој закон кој сега ќе се донесе, се наоѓаат во заштитниот и воздушниот појас. Ќе треба ли да ги тргаме? Во однос на осветлувањето на пешачките премини, исто така во информацијата ни е даден штур и несоодветен одговор, несериозен одговор. Но, за да не биде дека само давам анализа на информацијата, јас ќе укажам на одредени мои сугестии, предлози и мерки кои треба градот Скопје и секторот за сообраќај да ги земе во наредниот период. Имено, бројните студии во светот и според Европската унија и светски стандарди покажуваат дека голем број од сообраќајните несреќи во кои страдаат пешаци се случуваат ноќе при лоши видливи услови. Студијата на Европската унија покажала дека секој четврти настрадан пешак е на пешачки премин. Потребно е веднаш да се пристапи кон план и реализација на осветлување на пешачките премини по светски стандарди, со посебни фотометриски методи со контрасти на уличното осветлување, за што постојат светилки со метал халогени извори, конвенционални и LED. Ова накусо само го нафрлам, инаку постојат студии и анализи за начинот на решавање на осветлување на пешачките премини, кои се преминуваат во одредени соседни земји и кои дале задоволителни резултати. Да се пристапи кон уредување на посебна велосипедска инфраструктура во Скопје со посебна студија и со олеснување на сите околности во поглед на користењето на велосипедите. Дури градот Скопје да покаже иницијатива до надлежното Министерство за образование за воведување на соодветно сообраќајно образование и практични вештини во средните училишта кои се под наша ингеренција во поглед на користењето на велосипедите и велосипедската инфраструктура. Во буџетот за 2016 година да се предвидат средства за надземни и подземни премини во потегот на констатираните фреквентни преминувања на пешаци по булеварот Партизански одреди, улицата Ѓорче Петров и другите булевари и улици кои треба да се утврдат како приоритети. Во поглед на Центарот за контрола на сообраќајот да се лоцираат семафоризираните премини каде почесто и поинтензивно минуваат пешаци или доаѓа до загрозување на пешачките текови и да се усогласат плановите за работа на светлосната сигнализација со вистинските потреби. Секторот за сообраќај да ги лоцира сообраќајниците каде се јавуваат почесто ризични ситуации и да побара од Министерството за внатрешни работи редовно да се вршат контроли на брзината со мобилни и статични уреди за снимање на брзината, а по потреба да се превземат и други мерки. Градот Скопје официјално и со запознавање на јавноста да побара од Министерството за внатрешни работи засилена контрола, спречување и санкционирање на непрописното движење на возила, особено со така наречените ноќни трки. Еве истакнувам конкретен предлог, еве почитувам председател на Советот, вие и сите ние членови на Советот и од позицијата и опозицијата, пред сите медиуми кои ќе бидат поканети на едно од фреквентните булевари и опасни точки, да го повикаме министерот за внатрешни работи и јавно, значи пред јавноста да побараме конечно Министерството за внатрешни работи да ги преземе сите действија, да ги лоцира опасните сторители кои учествуваат во тие така наречени ноќни трки, бидејќи градоначалникот неколку пати не извести и во информацијата стои дека ги презел сите действија, свикал состаноци, побарал од МВР да прекинат со таквите активности, меѓутоа тоа се уште не дава, за жал, не дава резултати. Потоа секторот сообраќај да ги лоцира сите раскрсници чија изградба, реконструкција, уредување е во надлежност на градот, каде е потребно изградба, проширување, пробивање, уредување на коловозни ленти, тротоари и да ги предложи до градоначалникот да ги инкорпорира во програмата за работа и во буџетот за предстојната календарска година. Градоначалникот на град Скопје и секторот сообраќај редовно да известува, привршувам,
Не, морате да привршите, зашто има многу дискутанти, ве молам уште една минута. Редовно да известува јавноста за состојбите и мерките кои градот Скопје ги превзема во поглед на подобрување на безбедноста во сообраќајот од својата надлежност. Да се пристапи кон синхронизација на семафорите со овозможување соодветно време според светски стандарди за премин на пешаците по пешачките премини. Кај нас е обратно. Сите сме сведоци со ова пренушувам дека приоритет има брзиот проток на возилата, а за жал на многу семафори пешаците немаат доволно време да ги преминат. Ви благодарам. Семафорите.